Поинтересната 2023 сите ние би сакале 2024 да ни донесе возбудливи автомобилски вести, но ќе останеме малку разочарани. Нема да има големи изненадувања бидејќи во поглед на новитетите производителите на возила ни создаваат се поголеми главоболки. Затоа и некои од моделите што ќе ви ги представиме сега ќе ви изгледаат познато, оти веќе сте ги виделе пред доста време. Се започна со електрификацијата и желбата на производителите да покажат дека се понапред од конкуренцијата, представувајќи и предвреме нови модели, чиј развој не е ниту започнат, ниту пак е прецизно испланирано времето кога треба да се појават на пазарот. Потоа дојде пандемијата која направи плановите да бидат невозможни за исполнување, сама по себе и не толку колку последиците од неа во однос на нарушениот синџир на снабдување. Ако на ова се додаде и промената на трендовите која бараше брза релокација на ресурсите, се доаѓа до фактот дека лани дури 55% од најавените премиери доцнеле со своето пазарно лансирање. Колку драстично се променети работите, кажува податокот дека овој процент во 2017 година изнесувал 13%. Според аналитичарите, главната причина за ова лежи во промената на технологиите за производство. Имено, со доаѓањето на електричните возила, целата инфраструктура на фабриките морала да биде заменета, а треба да се додаде и времето потребно за обучување на работниците. Проценките велат дека овие доцнења, намерни или ненамерни, годишно ја чинат автомобилската индустрија 30 до 50 милиарди долари на глобално ниво. Но како и да е, годинава што е пред нас не очекува мозаик на новитети. Плановите, доколку се остварат, велат дека глобалната автомобилска сцена во просек месечно ќе се збогатува за по 5-6 сосема нови модели. Најактивни ќе бидат европските марки, кои започнаа да ја менуваат стратегијата и не ги фрлаат сите карти на електриката. Оставаат и по некој бензински модел да им биде адут. Тоа сепак не значи дека производителите ќе одстапат од зацртаните електрични планови, туку дека во пресред на 2035 година подобро ќе го искористат времето кое на возилата со класични мотори им преостанува. Затоа и некои новитети ќе изгледаат поатрактивно во очите на купувачите. Таков дефинитивно ќе биде обновениот Golf, кој Volkswagen го лансира во пресред на 50 годишнината од појавувањето на моделот. Иако веќе не е на тронот, долгогодишниот бестселер е душата на марката и живее во срцата на многу возачи, бидејќи досега во своите 8 генерации е продаден во повеќе од 37 милиони примероци. Голф ја обликуваше автомобилската сцена не само во Германија и Европа, туку и во другите региони низ светот. Кога се појави во 1974 година, најуспешниот европски автомобил предизвика револуција и заслужено ја именуваше класата во која припаѓа. Джорџето Џуџаро му го подари складниот дизајн, а инженерите на Volkswagen многу нови технологии, вклучително и дизел моторот. Реакцијата на купувачите беше експлозивна, заради што германската компанија верно ги одржуваше неговиот стил во живот, менувајќи ги генерациите еволутивно.
но само според изгледот додека Голф под кожата постојано се усовршуваше. Така е и со сегашната 8 генерација која добива роденденско ажурирање во вид на благи стилски измени и посовремени технологии. Целосно новата 9-та генерација која ќе биде електрична треба да ја очекуваме во 2028 година. Од другите новитети од Волфсбург се издвојуваат новиот Passat кој сега ќе доаѓа само во караванско издание. На оние кои веќе сакаат лимузини им е наменет електричниот ID7 кој исто така ќе биде достапен и во караванска верзија. Љубителите на кросовери ќе се радуваат на освежениот T-Cross, но уште повеќе на новиот Tiguan. Популарниот модел, кој во континуитет 5 години е најпродаван во целата групација на радост на купувачите, исто како и Passat, и понатаму ќе доаѓа со дизел мотори. Оние пак кои ќе се определат за плагин хибридните верзии ќе добијат двојно поголема електрична автономија. Не се заборавени ниту љубителите на патување со големо друштво на кои Volkswagen им го намени ID Buzz со продолжено меѓуоскино растојание и 3 реда седишта. Покрај редизајнот на неколку своји модели, меѓу кои и Q8, Audi за годинава го подготвува доаѓањето на 2 нови електрични модели. Можеби и 3 ако се реши A6 e-tron да го понуди и во караванска верзија. Дизајнот треба да го презеде од концептот што го видовме уште во 2021 година, а ќе се произведува во Кина за цел свет. После одложувањето заради проблемите со бавниот развој, конечно треба да ја видиме и финалната верзија на Q6 e-tron, додека во втората половина од годинава ќе започне воведувањето на новата номенклатура на моделите и наследникот на A4 ќе ја понесе ознаката A5. И Шкода предвидува доста активности за годинава кои ќе започнат со редизајнирање на Скала и Камик, ќе продолжат со пазарното лансирање на новиот Кодиак и Суперб. Новостите ќе бидат заокружени со дотераната Октавија и електричниот кросовер Elroq, за кој засега знаеме само дека ќе биде помал од Ењак. Сеат ја препушта диригентската палка на Купра, под чиј знак пазарот ќе го здрмат електричниот Таваскан и освежениот Борн, Форментор и Леон. За да се потврди успехот што марката го има, ќе пристигне и последниот модел со бензински мотор, компактниот кросовер Terramar, со големина колку Audi Q3. Порше има цврсто зацртан електричен курс од кој не одстапува. Според него годинава најпрво ќе го запознаеме електричниот Макан кој веќе е подготвен, но заради проблеми со развојот на софтверот дебито му е одложено. Нареден за лансирање ќе биде облагородениот Тайкан, чија предсериска верзија постави нов рекорд на Нурбургринг за 13 секунди побрз од претходниот на Тесла. Спецификациите уште не се познати, но се претпоставува дека новиот модел ќе има 3 електромотори со вкупна моќност од околу 1000 конски сили. Некаде меѓу нив на пазарот ќе пристигне третата генерација на Панамера, а се шушка и за редизајнирање на 911 и преставување на електричниот Бокстер. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408.
со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. 2024-та ќе биде возбудлива во групацијата Stellantis, особено за незините италијански членови. Најавена е новата генерација на Lancia Y. Алфа Ромео, покрај екстремно скапиот Stradale 33, треба да го лансира компактниот кросовер Милано, додека патронот Fiat ќе го комерцијализира новиот 600 и постои надеж дека во Крагуевац ќе започне производството на електричната Панда. Секако дека и останатите членови на Stellantis нема да ја преспијат годинава. Opel ќе представи два нови модели, Peugeot ќе го лансира 3008, додека Citroen полага големи надежи во електричниот C3. Благодарение на новата синергија што ја има во своите бројни марки, годинава што престои Stellantis ќе биде доста активен. Најжелно исчекува новитет е електричниот Y, со кој ќе започне препородот на Lancia, чиј настап досега беше сведен само на домашниот италијански пазар. Незиниот патрон Fiat ќе истапи со новиот 600 кој како духовен наследник на Punto треба да ги замени сегашните 500L и 500X. Под кросоверската каросерија се крие механика од бројни други модели на Stellantis со оваа големина, што значи дека освен електрична на располагање ќе биде и во хибридна варијанта. Производството ќе се одвива во Полска заедно со се уште актуелниот европски автомобил на годината Jeep Avenger. Fiat, кој во својата историја има многу мали автомобили што жареле и палеле со овој модел, сака да се врати на старите патеки, во што веруваме дека ќе успее. Постојат надежи и дека во текот на 2024-та ќе започне производството на новата електрична Панда и тоа во Крагуевац, што официјално засега се уште не е потврдено. Но затоа се знае дека италијанците летово ќе можат да уживаат во топлите сончеви зраци со малиот Тополино. Додека Алфа Ромео љубоморно го крие новиот компактен кросовер Милано, на поклониците на марката им преостанува да ги полнат очите со суперспортскиот 33 Stradale. Во симфонијата од неговите сензуални линии кои создаваат моќни емоции, ќе може да уживаат само 33 срекници кои ќе бираат меѓу 3-литарскиот V6 бензински твин турбо со 620 или електричен мотор со 750 конски сили. Според објавените спецификации и двете верзии ќе забрзуваат до 100 за помалку од 3 секунди и ќе постигнуваат максимални 333 км на час. Од Jeep се очекуваат Avenger со бензински мотор и легендата Wrangler со ново лице, а можеби и електричниот Recon. Во исчекувањата на наследниците на Crossland и Grandland, Opel ќе ги лансира обновената Corsa и караванската верзија на Astra во електрично издание. Peugeot, кој се изјасни дека до 2030 година ќе продава само електрични автомобили, годинава ќе има силен адут со освежениот 3008. Тој, како и помалиот 208, сега има нов, попредставителен изглед со по 3 лавји заби на предните агли и маска со просторен визуелен ефект. Новата платформа на 3008 ги доведува атрибутите на Peugeot на повисоко ниво, кое ќе биде надградено со неговата верзија со 7 седишта и ознака 5008. Додека сите други зборуваат за поевтини електрични возила, Citroen веќе го подготви својот модел во ценовната категорија по 25.000 евра. Задржувајќи ознаката C3, тој ќе биде достапен и со бензински мотор, а ќе биде основа и за идната генерација на C3 Aircross. Колку европската верзија ќе има сличности со онаа наменета за Индија и Бразил, допрева ќе видиме. Во иднина и двата модела треба да добијат верзии со помал пакет батерии и поскромна автономија кои ќе имаат цена пониска од 20.000 евра.
Форд не успеа да ја приврши започнатата трансформација, заради што неговиот прв електричен автомобил во Европа доцни и на пазарот ке стигне годинава. Го носи името на преку океанот популарниот теренец Explorer, иако нема ништо заедничко со него, туку е поставен на MEB платформата на Volkswagen. Оние пак кои го сакаат американскиот стил на живење ке им се радуваат на Бронко и новиот Мустанг од седмата генерација со V8 мускули. На пазарот ке пристигнат и новите членови на Транзит семејството, сега и во електрични изданија, а се очекува и редизајн на Puma и Kuga. Рено продолжува со својата Ренолуција. Еден од најжелно исчекуваните новитети ќе биде малиот Рено 5, кој се враќа како електричен автомобил во дизајнерско ретро издание и цена која не би требало да е повисока од 25.000 евра. Доаѓа и потполно новиот Сеник, исто така електричен, но за разлика од својот моноволуменски претходник ќе биде кросовер. Заедно со него битката за купувачите ќе ја водат и редизајнираните Аркана и Каптур, како и купе верзијата на Аустрал со огнено име Рафал. Стремејќи се кон небесните височини, Рено за него определи плагин хибридна моторизација која ќе му овозможи поминување на 100 електрични километри. Предприемачите пак ќе се радуваат на новиот Мастер. Дачија годинава ќе го лансира новиот Дастер, кој се одликува со похрабар дизајн и помодерна електрифицирана механика, а без дизели во понудата. Пристапните цени ќе бидат задржани, а треба да очекуваме освежување и на други модели. Со првиот модел со ознака A290 направен на основа на Renault 5, Alpine започнува со својата трансформација во електрична марка. Германските премиум брендови имаат различни очекувања за годинава. Додека Мерцедес планира да ја комерцијализира електричната G-класа, BMW најави дека на репертоарот ќе додаде 3 новитети и уште толку моќни изведби со ознаката M. Оваа година и Мини ќе биде во фокусот со електричните Мини Купер и Countryman. Шведско-кинескиот Volvo се враќа на патеките на старата слава и покрај малиот електричен кросовер EX30 за прв пат во портфолиото ќе додаде луксузно комбе. Следејќи ја својата стратегија за паралелно лансирање на возила со електричен и конвенционален погон, BMW ќе ја освежи својата гама со новиот X2. Неговата еволуција му донесе атрактивен дизајн со купеовски заден дел, со кој изгледа далеку по-спортски. На радост на многумина, во моторната понуда е задржан и еден дизел мотор. Треба да ги очекуваме и новата генерација на X3 и караванската верзија на серијата 5, кои исто така ќе бидат на располагање со електричен и дизел мотор. Освежување ќе добијат серијата 4 и M3, а љубителите на перформансите секако ќе ги привлекува новиот M5. Иднината на марката, презентирана преку Neue Klasse, треба да биде обликувана со сериското издание на првиот модел, кое можеби и нема да го дочекаме годинава. Експериментирајќи со директна продажба на своите возила, но сепак се уште со посредство на дилерите, Мини ќе освежи понудата со новите генерации на Купер и Countryman, кои првично ќе дојдат како електрични модели. На разочарување на сите љубители на марката, место во Англија, поголемиот модел ќе се произведува во Германија, а помалиот во Кина, од каде ќе доаѓа и сосема новиот Aceman. После годината исполнета со многу новитети, Мерцедес ќе заплови во помирни води и освен електричната верзија на G-класата, се друго што ќе биде лансирано веќе е видено. Сепак ќе има за секого по нешто. Од Штутгарт оваа година ги очекуваме кабриолет верзијата на CL, редизајнираните EQA и EQB, втората генерација на AMG GT, ексклузивниот Maybach EQS SUV, футуристичкиот EQT и уште пар други протагонисти на трикраката ѕвезда.
Исфрлајќи ги дизелите од комплетната понуда, Volvo го стави акцентот на електричните модели и од марката годинава ги очекуваме компактниот кросовер EX30, големиот EX90 и првиот моноволуменец EM90 по потекло од Кина. Ваквата комбинација е една од причините зашто менеджментот на компанијата е уверен дека производството во догледна иднина ќе надмине 1 милион возила. Неговата братска марка Polestar во годинава што следи ќе го лансира својот трет модел, компактниот кросовер со шведски гени и електрични погонски групи, освен во Кина, ќе се произведува и во Соединетите Американски држави. Јапонците без многу помпа си ја туркаат водата на својата воденица. Тие напорно работат да го надокнатат пропуштеното. Скоро сите производители од земјата на изгре сонцето доцна се вклучија во трката со батериските електрични возила, но јапонците не би биле она што се доколку не ја истераат својата агенда до крај. Ке има електрични модели, но фокусот се уште останува на хибридите. Toyota ја редефинираше својата електрична иднина, но со сегашноста на марката владеат хибридите. Таков ќе биде и новиот CHR, чие производство веќе започна во Турција. Кога во 2016-та се појави неговата прва генерација, заради дизајнот и нешто повисоката цена се доби впечаток дека автомобилот е развиен за Lexus. Можеби заради тоа продажбата беше одлична и неговите храбри линии се прелеа и кај други модели на марката. И неговата нова генерација ја следи истата филозофија, подигнувајќи го статусот на својот претходник на повисоко ниво. Хибриден погон, ново благо издание ќе има и Land Cruiser, чии верни поклоници желно го очекуваат неговото враќање на стариот континент. Задржувајќи ја својата репутација, легендарниот теренец и понатаму ќе троши дизел гориво. За еколошкиот момент пак ќе биде задолжен идниот компактен кросовер кој ќе доаѓа само во електрично издание. Со малиот LBX Lexus прави голем чекор, проширувајќи ја понудата кон пониските ценовни класи. Изведен како луксузната верзија на Toyota Yaris Cross, тој ќе располага со хибриден мотор и сериозно ниво на опрема. Цената нема да му биде ниска, но тоа не ги спречи планерите на марката да очекуваат годишна продажба од 25.000 примероци. Дефинирајќи ја својата европска иднина како електрична, Nissan за тоа побара помош од Renault. Француските партнери во коалицијата несебично одговорија, нудејќи ги своите капацитети за производство на идната генерација на Micra, која ќе ја дели основата со новиот Renault 5. И европската иднина на Mitsubishi е заснована на Renault. Понудата на марката, која некогаш беше доста почитувана, се сведе на ребрендирани верзии на Clio и Captur, кои на пазарот пристигнуваат како Colt и ASX. Честа на јапонскиот производител треба да ја зачува новата генерација на Outlander, која во изменето плагин издание ќе биде понудена и во Европа. Honda ќе ја продолжи својата пазарна трансформација со новиот CR-V во хибридно и плагин издание. Повеќе рафиниран од претходниците, тој ги комбинира вредностите по кои марката е позната со најновите технологии, приближувајќи се кон премиум сегментот. Ако не по се, тогаш сигурно по цената која надмина 50.000 евра. Скоро исто толку купувачите ќе треба да одвојат и за субкомпактниот кросовер со криптична ознака ENY1, која треба да ни каже дека е електричен.
Hyundai цврсто оди напред, буквално газејќи ја конкуренцијата која годинава ќе има повеќе причини за грижа. Корејците својата понуда ќе ја засилат со петата генерација на Santa Fe, која покрај со својот нов дизајн ќе го привлекува вниманието на купувачите и со зголемената практичност и хибридните погонски групи. Овој модел во минатото имаше голема заслуга за растот на Hyundai кон глобалните височини, заради што одговорните на компанијата ништо не препуштија на случајот. Истото важи и за Ioniq 7, кој електриката како погонска сила ќе ја донесе во семејните кросоверски води. Конечниот дизајн се уште не му се знае. Треба да бидат ажурирани и неколку други модели, меѓу кои и малиот Bayon, кој се произведува во Турција. Ниту инженерите на Kia не беа мрзливи и од нив можеме да очекуваме неколку рестилизирани модели, меѓу кои би го издвоиле Sorento. Внимание секако ќе привлече и EVA 9, а пресвртницата на марката кон електриката треба да ја поддржат и најавените EVA 3 и EVA 4. Изгледот на сериските верзии, кои допрва треба да бидат представени, ќе биде инспириран од поголемиот брат, додека за погонските групи е рано да зборуваме. Јужнокорејскиот SsangYong, кој има нови собственици и ново име KG Mobility, го најави своето враќање на европскиот пазар. Адут на кој се полагаат големи, но сепак нереални надежи е електричниот Торес. Се разбира, ова не е се што автомобилските компании подготвуваат за оваа година, во која се надеваме дека ќе не изненадат со сосема нови модели што досега не сме ги виделе. Во новите модели ќе има многу изненадувања, пред се на планот на електрониката. Тоа го покажа што туку завршениот саем за конзумерска електроника, на која автомобилџиите поитаа да ги прикажат своите визии за улогата на електриката во нашите миленици на тркала. Затоа повеќе следната сабота. До гледање.